денеска нашиот градоначалник е во обиколка на неколку објекти кои ги менаџира општина Кавадарци и ги гради од буџетот на општината. Градоначалниче, сега сме во основното училиште Гоце Делчев. Така, според програмата која што имаме за 21 година, ние континуирано инвестираме во подобрување на условите во образовниот систем, како и претходно што споменавме и ги увидовме другите работи. Денес сме во посета на општинско основно училиште Гоце Делчев, едно од поголемите училишта во општина Кавадарци, кај што во континуитет имаме реконструкции, доградби, надградби. Во моментот се адаптира просторија поголема за уште една училница за дечиња, просторија во делот на техничкиот персонал, се работи во партерно уредување на самиот двор на школото и реконструкција на тоалетите. Тоа е инвестиција која се набави преку самото училиште и од општина Кавадарци, а во склоп на самото школо општина Кавадарци изгради детско игралиште кое што е во склоп на училиштето, денови веќе биде осветлено и ќе може да се користи и преку ноќните часови за рекреација на самите деца. Така да општина Кавадарци во изминатиот период од 3 години континуирано инвестира во образовниот систем, во училиштата, не само во реконструкција, него и во техника и технологија, така да мислам дека имаме добри услови за добро образование. Благодарам. Директорка, вие постојано инвестирате во училиште? Да, во континуитет, значи последните 3 години се реализираат во ово училиште голем број на капитални инвестиции. Ќе набројам дел од нив, значи целосно е сменето осветлувањето во училиштето со лед осветлување, сменети се старите врати на училниците и останатите простори во училиштето со ПВЦ и алуминиумски врати, целосно променети мијалниците и чешмите во сите училници, опремена просторија и опремена со нагледни средства за реализација на предметите од природните науки, набавен училишен инвентар, школски табли, значи цело ова во последните 3 години е набавено и остварено во делот на капитални инвестиции, се во насока и интерес на подобрување на условите за работа, а пред се подобрување на условите за реализација на воспитно-образовниот процес за учениците и наставниците, и се надевам дека успешната соработка со локалната самоуправа и градоначалникот и понатаму ќе продолжи и ќе продолжиме да инвестираме и да ги подобруваме условите и учениците и наставниците во ова училиште, значи да ги имаат оние услови како што ги заслужуваат и да ова училиште и понатаму продолжи со својот напредок и просперитет. Имаме во континуитет зголемување на бројот на учениците во последните години, што ни наметнува нови предизвици за уште повеќе работа и уште повеќе инвестиции. Ова е убав податок дека не расте бројот на ученици во училиштето. Па, во ово училиште расте бројот на ученици, тоа јас би го кажал како еден благодет за општина Кавадарци, нормално заслуга комплетна и на директорите, на неизното менаџирање и на целокупниот технички наставен кадар. Добро е да дечињата растат и ги имаме побројни во општина Кавадарци, меѓутоа тоа е и поврска и на општината да има подобри услови и подобра координација со самите школи. Морам да потенцирам да кажам дека тоа не е показател дека општина Кавадарци во делот на економијата и раселеноста, на економијата на високо ниво, а раселеноста е на ниско ниво, така да една од ретките општини каде што добро функционираме и дај Боже да во цела држава го запазиме тој континуитет за да може да имаме идни генерации кои ќе заменат.